Груевски од Македонија направи земја со најниски плати во регионот и во Европа. Токму затоа имаме сериозен план како да се покачат платите во државата. Спиралата на ова покачување ќе започне во април со зголемување на минималната плата на 12.000 денари, а на крајот на овој 4-годишен мандат ќе изнесува 16.000 денари. Таа ќе се однесува без исклучок и за сите вработени во индустријата за текстил, кожа и обувки. Секој вработен во државата ќе добива минимална плата од 16.000 денари. Но нашиот фокус е да ги поддржиме и домашните претпријатија. Тие ќе добиваат 100 пати поголема државна финансиска помош од сегашната. До крајот на мандатот просечната плата ќе изнесува 30.000 денари, за да може во секое семејство со двајца вработени да има минимум 1.000 евра или 60.000 денари приход, за да може да се платат сметките, за да може да се регулираат сите трошоци, да има за живеачката, да има за облека, да има за одмор и за сите потреби на секое едно семејство. Но покрај покачувањето на платите во приватниот сектор, преку креирањето на овие добро платени работни места во домашниот сектор, ќе го помогнеме и ќе го поттикнеме покачувањето на платите и во јавниот сектор. Нема да постои наставник и професор во државата, во образованието, кој што кога ќе започне со работа, ќе има плата испод просечната бруто плата во државата. Особено ќе ставиме акцент на покачувањето на платите на секој здравствен работник во државата. Секој здравствен работник во државата на крајот на мандатот ќе зема дупло поголема плата, а секој специјалист плата од 100.000 денари. На овој начин, со спиралното покачување на платите во државата, ќе се покачуваат и пензиите. Но тоа не како што е виртуелното на Никола Груевски, туку реалното покачување на пензиите 2 пати годишно на основа на покачувањето на трошоците на живот и на покачувањето на платите во државата. На овој начин ќе имаме среќни семејства. На овој начин ќе ја вратиме надежта во државата. На овој начин ќе ги задржиме младите во Македонија. Затоа ве повикувам на 11 декември да избереме 4 за живот во Македонија.